И сосема нормално вие тврдите дека правите многу за културата во Република Македонија. Ние тврдиме сосема спротивно дека не правите ништо за културата. И ќе се обидам со аргументи, без нервоза, без политизација, да ве убедам дека сепак многу сме во право ние кои тврдиме дека вие како Министерство за култура и вие како министер за култура не правите ништо за зачувување на културното наследство во Република Македонија. Госпоđo министерке, најверојатно имаме проблем во дефинирањето на поимот културно наследство. Вие навистина покажавте во овие 8 години голема грижа. Ако ги измериме сите финансиски средства кои ги потрошивте во создавање, според вас, на некои врвни културни творби во Република Македонија. Многу културни творби и многу средства преку Министерството за култура се одвоија и вашето образложение е дека тоа се прават за културата. Но, нашиот контрааргумент е на сметка на тоа што се правеше во овие години. Дали тоа беа спомениците на безимениот воин, на неговиот татко, дали беа тоа врбите како ренесансно уметничко дело, дали триумфалната порта како ремек дело културно, според вашето поимање на културата. Од друга страна, ние како културно наследство непроценливо за Република Македонија ги третираме манастирите, црквите, џамиите, верски објекти кои и вие или некој пред вас со закон ги заштитил како споменици на културата. И додека од оваа страна вие создавате нова култура, а многумина и странски експерти ви забележуваат дека тоа не е култура, туку напротив антикултура. И таму се поделени мислењата, едни кажуваат култура, други кажуваат антикултура. Но, сите се согласуваме дека манастирот Трескавец е културно богатство со непроценлива вредност. Манастирот во Курбиново уште поголем. Или една Богородица Перивлептос во Охрид, или манастирот Свети Наум, или во манастирот во Нерези. Тоа и вие кажувате дека има непроценлива вредност. Или Свети Јован Бигорски. И додека вие огромни средства издвојувате за ова, јас сум на онаа страна кој смета дека тоа е антикултура, плагијати и кичерај, што немаат допирна точка со културно богатство. Трошите огромни средства, ваму ни горат нашите манастири, неповратно заминува непроценливо културно богатство, вградено во идентитетскиот код на Македонија. Намерници кои доаѓале од сите континенти на светот да ја видат фреската или сите фреско живописи во непроценливите споменици на културата во Република Македонија. И сето тоа се прави поради нечија негрижа. Немало минимални средства да се промени во сите тие верски објекти. Стотици ги има, да не ги набројувам, од 10 век, од 11, од 12, вие подобро од мене знаете. И немало 5-6 или 50.000 евра да се променат инсталациите, да се стават безбедносни камери, да се стават аларми или обезбедување,
Дали е позначајно да се обезбедува Триумфалната порта или е позначајно манастирот во Курбиново да се обезбедува? Ангелот од Курбиново не постои осигурителна компанија што може да го осигура. Или иконостасот во Свети Јован Бигорски. Не чувал Господ конаците се запалеа. Замислете таа трагедија да ни се случеше. Војни биле. Се демонтирал, на парчина се чувал, како очи повеќе од децата го чувале. И поради некоја инсталација што некој не ја променил, сето тоа може за еден миг да отиде. И вие од друга страна излегувате и кажувате, славопојки колку многу сте направиле за култура, а другото е оставено под ведро небо. Во музејот тоа што се случи. Министерската за полиција кажува дека нема таму, немало попис, немало регистар и не се знае што е украдено. И сега, имаме ли право да зборуваме за тоа или немаме право да зборуваме за тоа? Кој ги штити вистинските вредности? Кој создава нешто за тоа сега што вие го создавате? Тоа може да биде култура, барем кога ќе поминат векови, колку што поминале од една Света Софија, или од Трескавец што изгоре, а после тоа се сликавте, пат направив. Луѓе туристи со минерална вода шишиња се обидуваја со солзи во очите да го гаснат. Изборуваме за нечија грижа за културно наследство. И затоа е ова лицемерие. И затоа треба да зборуваме за вистинската култура. Дали ние ја штитиме вистинската култура или од политички мотиви создаваме нешто што може би после не знам колку векови некој ќе го третира за култура. Но не верувам. Затоа што е плагијат, копија, ништо нема оригинално тука, се е од некогаш од пред 3 века пресликано, прецртано и препишано, и тоа како уметност никој не го почитува. Бидејќи плагијатот никогаш не бил вредно уметничко дел. Госпоđo министерки, во мандатот на ВМРО ДПМН од 1998 до 2002 година, тоа што го направивте со возобновувањето на црквата или некој друг, но сепак, тоа е вашата партија. Секој добронамерен охриđанец го поздрави со плаошник, со возобновувањето на Свети Климентовата црква, со враќањето на неговите мошти таму каде што е местото. Секој добронамерен. Госпоđo министерки, сега, ова што го правите на плаошник, секој добронамерен и охриđанец и македонец, и тие од УНЕСКО дојдоа да видат, е загрижен. Плаошник е светско културно наследство. Со овие импозантни градби во зачеток најавувате вакви бетонски чудовишта 23, 24, не знам колку. Тоа вие сметате дека е култура. Луѓето што се разбираат од култура викаат, тоа е најголемото злосторство што се прави врз културата. Луѓето од светот на плаошник доаѓаа ради неговата светост. Нема никој да дојде за бетони. Во Сингапур, во Дубај, не знам каде, многу поимпозантни бетони градени во 21 век ќе видат. Не можат да го видат она што се создавало со векови, она што е единствено, она што е препознатливо, она што е белег во Република Македонија. И тука, почитувана госпоđo министерке, се разликувајме во поимањето. Дали вие создавате култура или не култура? Дали ги штитите вистинските вредности или штитите лажни културни вредности? Благодарам. Министерка за култура има реплика. Повелете. Благодарам, председателя.